Заради својата украсна вредност, многу тропски и субтропски растенија наоѓаат примена при уредувањето на градините. Но во минатото, во пределите со студени зими, тропските и субтропски растенија биле одгледувани во стаклени градини. Во поново време развиен е нов начин на градинарење. Но дали и колку палмите и другите субтропски и тропски растенија успеваат кај нас на нашево поднебје? Како да ги заштитите во зима и како да ги одгледувате во зимски услови? Овие растенија имаат впечатливи облици, својствена структура и убавина, големи лисија и екзотични цветови. Во умерените области, некои видови палми се одгледуваат на отворено. Најпозната е високата палма Трахикарпус фортунеи од Хималаите. Ако се одгледува на соодветно заштитено место, може да одолее на температура од минус 15 степени Целзиусови, па и пониска. Блискиот среден вид Трахикарпус вагнерианус има покрути лисија кои подобро поднесуваат ветер. Уште една палма соодветна за уредување градини е џуџестата палма. Иако потекнува од топли суви области, ако се одгледува на заштитено место, ќе издржи температура од минус 10 степени Целзиусови, па и пониско. Посебно привлечни се формите на палмата со сребрено-модри лисија на Камаеропс хумилис аргентеа. Модрата палма од Мексико и Калифорнија понекогаш се одгледува на добро заштитени места на отворено. Во студени области одлично е за одгледување во садови и за летно украсување на градината. Иако потекнува од Бразил и Уругвај, Бутија капитала исто така е изненадувачки отпорна и има слична големина како и брахеа. По тоа што преживува во умерени области на отворено и се развива до 5 метри, чилеанската палма со префинети попратести лисија е уште еден кандидат за екзотичен стил, како и канарската палма. Незината прекрасна роднина Феникс робелени подобро е да се одгледува во сад во зимска градина, а во лето да се вади на отворено. Освен ако успеете да купите големи примероци во специализиран раседник, палмите што се на граница на отпорност во почетокот треба да ги одгледувате во садови, се додека сосема не зајакнат. Потоа можете да ги засадите на отворено во добро попуслива почва која умерено ја задржува влагата. Со текот на времето стеблото ќе се расшири и палмата станува поотпорна на ниски температури, но се препорачува зимска заштита неколку години. Растенијата слични на палми како родовите кордилине јука се драгоцени елементи во една екзотична градина. Новозеландската кордилина во благи умерени области може да се одгледува на отворено, каде што ќе достигне височина од 6 до 12 метри. Зеленолисната варијанта на кордилината добро успева без заштита во зацкриени градини, но во остра зима може да изгуби некои или сите лисија, кои напролет брзо ќе се надоместат. Варијантите со обоени лисија не го поднесуваат секогаш спуштањето на температурите под нулата, кое може да трае и неколку денови. Во умерените области, некои полуотпорни растенија можете да ги засадите на отворено и за време на остра зима потребно е да бидат обвиткани со слама, јута или некој друг материјал, за да бидат заштитени од студените ветрови и од мразовите, кои би можеле да ги исушат вечно зелените лисија. Важно е да им обезбедите пропуслива почва, за да се избегне гниење на коренот, посебно во многу студените периоди. Кај драгоцените екзотични растенија кои може да бидат премногу големи за преместување, под стакло можете да примените посебна постапка. Може да се изгради силна дрвена рамка која зиме ке го заштитува растението. Оваа рамка исполнетеа со слама, а покривот треба да и биде лесно навален и покриен со пластична фолија, која го заштитува растението од гниење, предизвикано од дожд и од топењето на снегот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.